Почитувани, ВМРО ДПМН повторно се враќа на старите патеки. Повторно воспоставување на режимски практики, на контрола преку заплашување и прислушкување на новинари, активисти и неистомисленици на власта. На почетокот на мај оваа година МВР потпишало договор за набавка на софтвер кој се користи за прислушкување и шпионажа на телефонски уреди. Дали следењето и прислушкувањето новинари, активисти и политички неистомисленици се таргет на МВР ВМРО. Софтверот Celebrate и Sites Pro, како и нови Spice, се алатки развиени за потреба на Српската безбедносна информативна агенција БИА. Проблематично е тоа што во светските медиуми и официјалните соопштенија на Google за овој софтвер се наведува дека бил користен за следење на новинари и активисти. Amnesty International во својот извештај објави целосно истражување и форензички резултати за овие случувања. Сега МВР набавува годишни лиценци за специјализиран софтвер за дигитална форензика и истражување на електронски податоци во вредност од 9 милиони денари. Еве го тој договор. Ова се скандалозни и загрижувачки информации. Зошто МВР го избра најсомнителниот софтвер познат по низа на скандали и незаконски следења? Дали повторно ќе се прислушкува на големо и тоа без соодветни одобренија од правосудните органи? Ке има ли кој да го контролира и како би се контролирало недозволеното следење, снимање и упат во комуникациите на граѓаните? За ова МВР должи одговор на јавноста.